почитувани представници од општина Милица, почитувани представници на ПДА Смилеши, Центарот за семејно и детско згрижување во Скопје. Почитувана заменик народен правобранител господја Васка Берамовска-Мустафа. Почитувани присутни. Ве поздравувам и ве посакувам топло добре дојде на локалната конференција од проектот Место за растење. Општини посветени на децата, која се реализира во мотото одлучува, значи може. Значи постојано се. Се извинуваме за нашето достење. Јас сум Јована Петровска, матурант во Средното економско правно училиште на градот Скопје Васил Антевски древ и ќе бидам модератор на денешниот настан. Во тој повод ги повикувам Драги Змјанец, председател и основач на првата детска амбасада во светот Меѓаши, и Кристина Василевска, директор на Центарот за семејно и детско згрижување МОП Скопје, да ни ги презентираат досегашните активности од проектот Место за растење, општини посветени на децата и идните планови поврзани со него. Благодарам за присуството. Оно што сакам да го кажам, имаме 20 градоначалници кои беа најавени за поканата до медиумите и 20 не дојдоа од оправдани причини, но оно што успеа Сашо Јовановски, советник за образование во кабинетот на градоначалникот подписала вода, добија ветување овде јавно, дека општината ќе направи посебен настан, каде што ќе направи посад за се што до сега сме работели во Сила вода, со присуство на градоначалникот, во нивна организација, и во тој случај ќе ме стават и мене и ќе видиме јас случајно ако испадне нешто ќе дојдам, ако не нема да бидам, мала шегава, најверојатно ќе бидам одговорен затоа што е многу сериозно кога се организира настан да се повикаат медиуми, а да не се говорниците не присуствува. Се случи. Оно што сакам да го нагласам е, ние работиме со 5 општини кои имаат потенцијал работа да бидат померка на децата, општини посветени на децата и да бидат прикладно место за растење на децата. Но во сите општини каде што сме биле имаме еден генерален проблем, младите си заминуваат. Сакам да нагласам дека за да младите бидат активни чинители и креатори на промените во општеството, треба од рана детска возраст нивниот детски активизам да го почитуваме, да ги почитуваме нивното право на глас, мислење, став за оно што му е потребно, да ги вклучуваме активно да ја прават промените, да бидат дел од процесот на промената и само на тој начин може да им возложиме подобра општина која да вистина ќе биде посветена на децата, ќе биде место прикладно за растење и ќе биде општина померка на децата. Јас знам дека има огромен потенцијал во образовниот кадар и мотивација во раководствата, но некогаш законодавната извршна локална власт со советниците, директори, градоначалникот секако, не секогаш имаат предвид на вистина да го вклучат детскиот глас во конечните одлуки кои се од нивни интерес. Ние сме имали неколку симулации на разработка, на дефинирање на потребите на учениците, општините, каде што ги детектираат потребите и проблемите со кои се соочуваат. И оно што забележуваме, градоначалниците, како и политичарите, со голема волја сака да ги примат децата, да ги сослушаат, но при тоа забораваат дека сето тоа ние го евидентираме, го архивираме и го имаме на нашите канали поставено и ги подсетуваме за тоа што ветиме. Многу лесно се ветува, тешко се исполнува, и затоа сме ние тука да го вршиме тој притисок граѓански со децата, да го исполнуваат тоа што го ветиле, затоа што следат избори, а знаете на избори како споменуваат тие што ветуваат, а не остваруваат. Така да се надеваме на поуки за овие градоначалници локална самоуправа дека сериозно ќе посветат внимание на децата да бидат наистина прикладна и посветена општина која ќе води грижа за најдобриот интерес на децата. Ви благодарам. Фала, драги. Добар ден на сите. Јас сум Кристина од Центар за семејно детско згрижување.
партнер во имплементација на проектот Место за растење општини посветени на децата. Всушност, како што кажа Драги, проектот се имплементира во 5 општини. Всушност, многу ми е драго што успеавме преку овој проект. Идејата е да се реплицира на некој начин иницијативата на Уница за Child Friendly Cities, односно општини пријатели на децата. Што всушност значи тоа? Која е идејата што ние сакаме да ја пренесеме и кај нас, и посебно во овие 5 општини? Всушност, тоа значи посветеност на остварување на правата на децата, односно по-конкретно би кажале дека гласот, потребите и приоритетите на децата во една општина треба да се земат предвид или при локалното одлучување и при локалното планирање во една општина. Всушност, тоа е целта на самиот проект, како овие 5 општини, конкретно Кисела Вода, како да изработи стратешки план и конкретно акцијски план за имплементација на оваа иницијатива, прилагодување на оваа иницијатива за општината Кисела Вода врз основа на потребите на децата. Всушност, ние од досегашното работење сме увиделе и сме утврдиле дека децата знаат што сакаат и што им треба и знаат што бараат од општините. Главната цел на овој проект е всушност изработка и подготовка на стратегии кои што понатака би се имплементирале во самите општини, односно стратегија која што би ја подготвила општина Кисела Вода, нели со наша поддршка и со вие како представници од самата општина, секако во инклузивен процес со вклученост на самите деца кои што нели секогаш ја носат пораката што им е потребна. Би сакала да споделам неколку работи. Минатата година организиравме меѓународна конференција каде што представници од УНИЦЕФ од Австрија, Германија и Грција го пренесува нивното искуство. Тогаш имавме чест исто од господинот Сашо Јовановски, што и денеска со нас да присуствува и да ги сподели, да кажам, иницијативите кои што Кисела Вода ги превзема за вклучување на децата во локалното одлучување. Меѓутоа, ние имавме и друг аспект од самата конференција, каде што децата од Кисела Вода всушност ја подготвија визијата за тоа како сакаат нивната општина да изгледа. Па би сакала со вас да ги споделам дел од нивните видувања, кои што подоцна ќе бидат објавени во публикација. Во однос на нивното окружување, учесниците од Кисела Вода и младите од Кисела Вода порачаа дека сакаат попристапни тротоари, особено за лицата со повреченост, велосипедски патеки, повеќе зелени површини, исто така современи, инклузивни и спортски игралишта, збогатување на културно-уметничките активности преку формирање на младински културен центар или парк на музика и уметност. Меѓутоа, со цел да се обезбеди вклученост на самите деца во локалното одлучување во општина Кисела Вода, децата предлагаат одржување на редовни средби со градоначалникот, преку представниците на училишните одбори, на детскиот правобранител кои што го имаат во училиштата и секако поставување на лице за контакт од општината преку кои би се реализирале нивните барања, преку кои можат да ги споделат, да ги сослушаат нивните потреби. Овие пораки беа пренесени на конференцијата. Јас сакам исто така да ги пренесам директно со вас, нели како локални жители, како представници од самата општина Кисела Вода, за да може да на некој начин да ги имаме во предвид при креирањето на стратегиите понатака, која што нели една од главните цели на проектот и впрочем причина зошто сме денеска ние тука, бидејќи имаме втор дел од локалната конференција каде што подетално ќе говориме за креирање на локалната стратегија на Кисела Вода. Ви благодарам уште еднаш за вниманието и сакам да се заблагодарам на Валентина за прекрасната организација на денешниот настан и за нерезервната поддршка која што ни ја нуди во имплементацијата на проектот. Така да фала ви и фала ви за присуствието. Сега ги повикувам представниците од општина Кисела Вода и од општина Виница да ни се обратат. Почитувам председател Јознаш на Бегеше, почитувам директор на Центар за семејно и детско згрижување Скопје Кристина Василевска, почитувана Васка Бајрамовски Мустафа заменик народен правобранител, почитувам представници од општина Виница, почитувани советници, наставници, представници на локалните совети на општините и на општина Кисела Вода.
Огромна чест и задоволство е да си има можност да се обрати човек на ваква значајна конференција, која што е целосно посветена на напредување на правата на децата, бидејќи децата се иднината на нашето општество и нивната поддршка мора да биде првот на сите наши заеднички приоритети. Заштитата на правата на децата е приоритет кој бара заедничка и координирана поддршка од сите институции, образовни установи, граѓански здруженија и родители. Децата се најранлива категорија во општеството и токму затоа нивната заштита и поддршка е наша заедничка одговорност. Должност е да ги обезбедиме сите услови за нивниот раст и развој, а тоа можеме да постигнеме само ако делуваме заеднички и посветено, што е пример оваа конференција. Ние како заеднички тим кој што ги секојдневно ги подобрува условите за живење во кисела вода, неуморно работиме да обезбедиме безбедна и здрава средина за сите деца со пристап до квалитетно образование и социјални услуги, за обезбедување можности за игра и учество во активности кои ги поттикнат личниот и интелектуалниот развој. За овие 2,5 години во кисела вода ставивме во функција целосно нови 2 градинки, едната во Драчево и едната во Русија, која што е целосно инклузивна прва градинка од ваков во Скопје. Го проширивме капацитетот на објектот Покича, а веднаш до него во моментот градиме целосно нова градинка. Извршено е проширување и реконструкција на дел од градинката Пепирот Керен во Драчево. Обезбедени се финансиски средства за изградба на уште една нова градинка во Расавник, која што наскоро почна. И сме на вистинскиот пат да ја оствариме целта која што не беше повеќе од 400 деца кои што беа на листа на чекање по градинка, да не постои веќе таква листа, односно да нема дечиња кои што ги чекаат за лист по градинка. Морам да подсетам овде и на последниот проект дигитализација на услугите на општината, меѓу кои што и дигитализацијата на уписот на деца во градинка, односно родителите веќе нема да треба да одат во институции да чекаат, туку на веб страната на општина Кисела вода ќе може да на најбрзо да реализира. Аплицирањето по електронски пат кој возможува во секој момент да знаеме точен број на деца кои што треба да се запишат во кои објекти и запишувањето без влечење некакви лични пријателства и слични работи. Практично со отварање на сите горе наведени капацитети нема да имаме листа на чекање и ќе може предучилишниот развој на децата да биде на едно високо ниво за децата подготвени да влезат во основното образование. Едновремено, огромни се нашите вложувања во училиштата, каде што морам да подсетам на проектите ранча за секој прваче, униформа за секој дете, бесплатни уроци, часови по странски јазици, информатика за социјално загрозените ученици. Тука се и реновирањето на неколку училишни сали, изградба на сензорни соби, опремување со дигитални уреди на сите училишта, бидејќи пристапот до најновите технологија возможува да се стекнат знаење и вештини кои што се потребни да децата бидат подготвени за предизвиците на современиот свет. Реконструираме повеќе објекти, од кои што морам да го избројам училишниот објект на Кузман Јосифовски Битов, кој што исто така првиот целосно инклузивен објект, бидејќи на овој начин се унапредуваат условите буквално за сите дечиња без разлика со какви предизвици се соочуваат. Воедно обезбедивме изградба, средства за изградба на ново училиште во село Драчево, кое што наскоро ќе почне. По насока на ова обезбедуваме повеќе простор за детска игра, активности, активно работиме на изградба на нови паркови и спортско-рекреативни центри. До сега се повеќе од 15 такви на ниво на општина. За децата со церебрална парализа отворивме бесплатна за социјализација и развој. За жртвите од врстничко насилство ставивме на располагање телефонска линија, која што е во функција 24 часа, каде што се добива поддршка од тим на психолозија во градскиот сектор, кој подава координација со општинските служби кои имаат проектно училишта. И ова е само мал дел од реализираните проекти. За овие 12 месеци во овој проект спроведовме информативни сесии, фокус групи, низа одлуки за
за лекување на капацитетите на воспитно-образовни институции и локалните власти, а се со цел напредување на правата на децата и нивно вклучување во планирањето на општината. Истите ни помогнаа подобро да ги разбереме нивните потреби, да ги запознаеме и нив со ресурсите со кои што разполага општината на оваа тематика. Врз основа на анализата на тие потреби, дизајниравме локални економски панели за креирање на стратешки план на општината Кисела Вода, а се со цел за напредување на правата на децата. Почитувани, и сакам да изразам голема благодарност на организаторите, вие на оваа локална конференција за нивната несебична посветеност во промовирање на идејата на општини посветени на децата. Вашата работа е од непроценливо значење и ви благодариме што ни омотложите оваа платформа за развој на нивни искуства. Убедени сме дека годинина ќе се движиме во истинска насока и дека заедно ќе успееме да изградиме заедници во кои децата ќе се чувствуваат безбедно сакано и поддржано, а би сакал на самиот крај да посочам дека Кисела Вода ќе биде позитивен пример кога што ќе се идентификуваат и градот и другите општини во Република Македонија. Почитувани организатори, почитувани партнери, останати гости, најпрви дозволете да го пренесем изјавувањето на началникот на општина Виница поради спреченоста присуството на овој настан. Почитувани наши проектни соработници и партнери, особена чест ми представува да се обратам на оваа локална конференција која се одржува овде денес во Кисела Вода, која има за цел градење на стратешки и општински партнерства во локалното стратешко планирање за напредување на правата на децата. Оваа локална конференција се присутни партнери за градење на односи, координација и партнерство помеѓу општините за напредување на правата на децата на сите нивоа и во сите области на живење. Проектот на првата детска амбасада во светот Меѓеши и партнерската организација Центар за семејно и детско згрижување ни дава можност да планираме, развиваме соработка во меѓуопштинските проекти за напредување на правата на децата. Најсериозно и ги сватиме предизвиците кои се пред нас и активно учествуваме во креирањето и реализирање на различни проекти за локалните институции. За сите полења во општинското живење, со додадена вредност преку меѓуопштинската соработка. Ние како општина сме спремни со нашите партнери на овој проект, како што се Кисела Вода, Деба, Велес и Костевач, преку по-префрентни контакти и меѓусебни умрежувања и подобрување на соработка. Меѓуопштинската соработка е важен сегмент во рамноправниот регионален развој и градење на капацитети меѓу општините. Сите ние овде активно ќе се вклучиме во процесот на планирање на локалните стратегии и акцијски планови во градење на општините по мерки на децата. Ќе бидеме целосно посветени на работата и вклучување на посебните активности за децата и младите, без разлика дали потекнуваат од урбана или рурална средина. На крај ми представува сакам да ви посакам плоден и успешен конференцијски ден и да ве поканам на наредниот настан кој би сакале да се случи во општина Виница, каде што ќе може да ги запознаете новините на Виница. Благодарам. Благодарам и на вас, а сега сакам да кажам неколку убави зборови. Децата се украс на светот. Нивната насмевка значи светлина во нашите очи. Нивната среќа го разнежува сечни срца. Нивната иднина е наш завет пред историјата. Затоа сега следува краток приказ за децата и младите во општина Кисела Вода и работата со нив.
е Валентина Цветковска, еден од домаќините. Чест ми е да што сте овака број. И ви сакала